Во денешното издание на Утренски печат на моје огромно задоволство разговараме со наш концертен пианист, професор по пијано, Бобан Мирковски. Добро утро и добре дојде во Утренски печат. Добро утро и добро ве најдов. Многу ми е драго што имаме, како и секогаш, повод за твоето гостување. Ќе зборуваме за она што те очекува на 13 мај. Тоа е концерт, твој соло концерт во рамките на Скопски градски фестивал. Меѓутоа, пред да започнеме да зборуваме конкретно за настанот, на кој што ќе ги поканиме секако нашите гледачи, ајде да направиме мало портфолио, мал портрет на она што се вели твоја уметничка кариера. Кажи ми за почеток, од каде потекнува љубовта кон музиката? Кога почнуваш да се занимаваш со музика? Дали некој ти ја пренесе, може би си од музичко семејство? Така, јас сум потекнувам од најголемото музичко семејство на Балканов. Мојот татко е музичар, тетка ми генерации и генерации пред нас, така што музиката ми е генетска, да речеме. Почнав да се занимавам од многу рана возраст, од мои 5 години почнав да учам музика, така да едноставно цел живот сум со тоа. Така, значи моториката од мали нозе ја пробуваше на пијано, конкретно пијано, или свиреше и друго нешто? Почнав дома на инструментите на татко ми кои што му треба за компонирање на неговиот синтесајзер и од таму ми се роди љубовта према инструментот. Едноставно на своји 4-5 години му реков на татко ми, јас сакам да бидам пианист, кој што тогаш ни шега го гледаа целото тоа, не им се веруваше дека е возможно од толку мала возраст да решам јас што ќе бидам, едноставно останав на зборот. Тоа е таа љубов и тоа тој порив кој што до ден денеска те држи. Така. Сега нормално сето тоа треба да се зачини, да се дооформи со образованието. Кажи ми да не откривам јас се. Ти си школуван тука во Македонија, значи каде заврши основно, средно, факултет на ФМО и сето тоа? Ајде ти кажи ни ги деталите. Да, заврши во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луи во класата на професор Даница Стојанова, таму бев во нижо и во средно. Факултет завршив на Државниот факултет за музичка уметност под менторство на Симон Трпчевски и постдипломските студии ги завршив на ФМУ како визитинг професор дојде од Србија Александар Сердар и завршив во неговата класа. И јас можам слободно да кажам дека ние произведуваме тука, продуцираме одлични инструменталисти, музичари, се. Кажи ми, зборувавме малку пред емисијата за ова. Што мислиш, дали има простор за сите оние кои што завршуваат, а се сериозно квалитетни кадри кај нас, музичари? Има ли простор каде после тоа да се презентираат кај нас? За жал, ние сме мала држава и сме ограничен пазар, да речам, меѓутоа, она што е дополнителен проблем на целото тоа што допред известно време сметам дека имаше и сцена, имаше и уметност, имаше простор за сите. Сега некако во последниве години, чија е вината е интересно прашање, меѓутоа некако во последниве години за жал тој круг некако се стеснува и гледам дека и помладата генерација се повеќе го гледа тоа за жал, но се надевам дека брзо ќе има промени. Да, би требало да има. Ако не, па тука и светската сцена. Ти си сериозно плоден музичар за своите години, имаш многу настапи позади себе, значи не само тука регион, и во светски рамки имаш награди. Ајде кажи ми, неблагодарно е да се одделуваат настапи и концерти кои што ти се најдраги или најважни, меѓутоа, кажи ми некои од оние кои што се вредни за споменување. Па, добро, генерално, да, оние рецитали во светот, ајде да речеме, сите ги потенцираат како многу значајни. Ќе ги одвојам тука настапот во Вашингтон пред 10 години, настапот во Малта, соло рецитал има во Националниот театар на Малта, меѓутоа некако морам да признам дека домашните настапи пред нашата домашна публика некако ми се така посебно драги. Да, најдраги си. Да. Онака, од моето искуство од разговори со музичари, секогаш домашната сцена е која што е најдрага, веројатно свириш пред своји луѓе, оние пред кои што најголема одговорност имаш. Океј, го спомнавме концертот во Вашингтон. Таму свиреше заедно со твојот професор Симон Трпчевски. Не, таму свирев со Борис Трајанов и со Венко Серафимов. Тоа беше повод 20 години од независноста на нашата држава.
на покана на тогашниот амбасадор Зоран Јолевски. Настапивме таму, тоа беше специјален настан кој што се организираше од нашата амбасада и беше навистина интересно бидејќи свиревме и дел од светските класици, но и домашна музика, така што тоа ми во добро сеќавање останат. Так, одлично. Меѓутоа прочитав во твојата биографија дека имаш настапувано и си бил дел од концертите на Симон Трпчевски. Да, така. настапив на неколку негови концерти, тоа беа тука во Скопје, во Охрид неколку пати, сега малку поодамна беше па и не можам многу да се сетам, меѓутоа да, настапував и со него. Какво е искуството? Дали функционирало на учениците треба да се подобри од професорите? Тешко прашање. Па, се разбира, Симон Трпчевски е бренд сам по себе, мене ми е многу драго што имав можност да учам од него, се надевам дека ќе се продолжи она што тој го започна, да речеме, на нашата сцена, така да се разбира, предизвикот е огромен и тераме по неговите стапки, се надевам. Така е, ти имаш и своји ученици, ти си професор во Илија Николовски Луј. Кажи ми, какво е искуството на пренесување на своето искуство на децата? Многу е посебно чувството кога деца ќе дојдат и сакаат да научат нешто од она што јас сум го научил и створил за мојата кариера, така да чувството е навистина многу убаво. Имаме навистина многу талентирани деца, се надевам дека ќе успееме некако да ги задржиме во тој правец. Гледаме што се случува во светот, уметноста е таа која што не држи и која што единствено вреди во овие тешки времиња, така што се надевам дека учениците ќе продолжат да се бават со ова. Се надам дека ќе имаат и простор да се искажат уметнички. Да, знаеш што, мислам дека за да излезе еден одличен професионален музичар е потребно многу вложување, многу време, многу вежбање. Дали мислиш дека можеби младите луѓе кај нас немаат доволно време поради фокусот на различни работи? Значи, ако детето го запишеме во нишо музичко училиште, каде што треба да се посвети на музиката, тогаш треба да ги скратиме другите дополнителни активности кои што му го одземаат фокусот, нели? Да, за жал токму оно што го зборува времето во кое што живееме и родителите и самите деца живееме многу брзо, живееме многу напорно, темпото на работа е навистина многу брзо, времето е во текот на денот ограничено, а за жал или за среќа, нашата работа захтева многу труд, многу работа, многу вежбање, многу едноставно тоа кој ќе се види од страна на публиката, кој ќе не види на сцената и нели супер си свират, си уживаат и така натаму, меѓутоа позади таа сцена се е работа, како и за секоја друга професија, така што да, навистина децата се преокупирани со секакви активности и ово им доаѓа како некое дополнително хоби кое што за жал на крај го оставаат во втор план. Да. Добро, ајде да бидеме конкретни и практични. Колку време е потребно? Еве, ти си професионален концертен пианист. Колку време е потребно да останеш во форма, да бидеш подготвен, утре да имаш концерт, да бидеш подготвен да свириш? Колку дневно часови посветуваш на вежбање и одржување на таа форма? Тоа никогаш не сум можел да го дефинирам конкретно во временска рамка. Тоа и на моите ученици им го кажувам. Значи, генерално треба да се вежба многу. Знаете како, некогаш зависи, ние сме живи луѓе, некогаш во текот на денот ми се доволни да речеме час и половина за вежбање, некогаш и 3 часа да вежбам не ми се доволни. Така што не можам конкретно да одговорам на ова прашање, меѓутоа дека треба секојдневна работа. Еден ден пропуштање од вежбањето веќе следниот ден носи известни проблеми бидејќи станува збор нели за физичка форма и тоа е она кое што мора да го одржуваме. Така. Добро, ајде сега да позборуваме за она што е твое авторско дело. Значи, првиот твој албум излегува 2021, се вика Facing the Sun, албумот кој што го издава Баги Комуникации. Кажи ми нешто повеќе за тој албум. Да, тој албум ме дефинира мене, да речеме, од она класична страна. Јас сум пред се класичен пианист и на тој албум се најдоа композиција од Фредерик Шопен 4 скерца и сонатата од Арам Хачатурјан, кој што некако, нели, за секој пианист првенствено Шопен е можеби на врвот, меѓутоа некако уште од мал кога бев, периодот од 20-тиот век, особено оние руските композитори некако
имав посебна енергија кога ги свирев, така што Хачатурјан е еден од нив. Ми беше, можеби ми е најомилениот композитор од сите во тоа време, така што некако имав потреба да се искажам класично на тој албум баш со тие два композитори. Така. Кажи ми, имаме публика ние за ваков тип на музика? Доволно? Искрено? Па колку може поискрено? За жал се помалку и ја имаме она иста публика која што посетува редовно класични концерти, им благодарам за тоа. Меѓутоа некако многу тешко ни оди со проширување на таа сцена. Публиката некако кога оди на настани, оди да се забавува, некако различно ги гледаат веќе концертите и за жал публика има се поретко за таков тип на концерти. Дали мислиш дека пресудно е она што, ајде ќе го наречам шунт, што луѓето имаат пристап до музика која што е не е со квалитет онаму каде што треба да биде. Дали мислиш дека тоа влие? Дали мислиш дека треба да имаме малку повеќе и медиумите да презентираат ваков тип на музика, затоа што луѓето сепак треба да имаат избор. Ако не им го даваме изборот и ако не им кажеме дека можете и ова да го изберете, они нема да знаат. Така е. Не би сакал да го вперам прстот кон одреден вид на музика или одредени луѓе. Проблемот е многу комплексен, проблемот е многу длабок, потекнува и од нас музичарите, и од медиумите, и од па дури ќе речам и од општествените текови. Се разбира, некако јас секогаш го велам тоа, таа шунт музика и турбофолкот како таков, ние не смееме да им се лутиме на тие луѓе поради тоа што тие на некој начин успеаат да се изборат, гледајќи го тоа како бизнис, а не како уметност и некако испливаа на површина за жал. Меѓутоа пак ќе кажам, вината е во секого. Јас сум човек кој што во принцип сака да ја гледа вината секогаш првенствено во себе, така што затоа велам, првенствено вината е во самите музичари, а потоа се шири и кон другите дејности, да речем. Затоа и си волку успешен. Благодарам. Затоа што претходно, ако тргнеш од себе си, ќе го најдеш вистинскиот пат. Ајде сега малце поконкретно за она што ќе се случува на 13 мај во малата сала на Филхармонија во 20 часот во рамките на Скопски градски фестивал. Ти имаш свој концертен настап, промоција на новиот музички проект со наслов Албум, кој што содржи 12 македонски евергрини. Кажи ми, како, кои песни, зошто песните? Така, ова ќе биде концертна промоција на мојот нов албум кој што излезе недавно, на 7 април беше официјалната пресконференција и промоција на самиот албум. Некако, знаете како, јас како класичен пианист цел живот сум растен со македонската музика, дали поради тоа што татко ми ја компонирал и бил дел од целиот тој процес, некако цел живот сум ја конзумирал таа наша забавна музика. Многу често го коментираме тоа во нашата држава, има нешто кое што се вика забавна музика, што е посебен жанр сам по себе. Не е тоа поп музика, тоа е буквално наша автентична забавна музика која што остави наистина голем трак кај многу генерации. И ми беше многу голема желба да некако успеам да направам нешто ново со веќе познати композиции. Се направија нови аранжмани специјално правени за оваа пригода. Ти ги правиш? Дел се мои аранжмани, дел се на татко ми Љупчо Мирковски, дел се на мојот тетин Дамир и Мери, на кои сум неизмерно благодарен за целата поддршка што ми ја даваат. Морам да им се заблагодарам најмногу на авторите на тие композиции кои што без никакви приговори дадоа поддршка писмена за тоа целото. На 13 мај ќе биде концертната промоција на албумот во рамките на Скопскиот градски фестивал кој што се одржува по 4-ти пат. Благодарение на Баги комуникации, многу сум среќен што соработувам со нив и веќе втор пат настапувам на овој фестивал и на првото негово издание настапував како солист со оркестар. Сега во малку поинакво издание. На тој концерт ќе имам и две прекрасни гостинки кои ќе пеат по две песни, тоа се Агни Авшар и Ања Митич. Супер. Кои што навистина мислам дека ќе допринесат дополнително да биде атмосферата уау.
мислам дека ќе биде преубав концертот, ние ќе дојдеме секако. Јас го имам и албумот, си го добив, за сите кои што сакате ќе си го набавите. Така. Значи морам да споменам некои од песните за да привлечеме повеќе внимание. Чија си, Лиду Лидуду, Лета и Галебе, Морска звезда, Езеро моје, Нека биде што биде, Остани мој, Джипси сонг, Дали ме сакаш, Коњи брзајте, Латино цеде и О љубов неверна. Реков некој, ама ги набројав сите. Добро, ако нека знаат она што ги очекува на концертот и она што ги очекува на што може да го чујат на твојот нов албум. Кажи ми, од каде изборот, кој ги избра песните? Имаме приказна позади тоа или се случајно одбрани? Не се случајно одбрани песните. Имав првичниот список, ми беше со околу 100 и нешто композиции. Сакав да опфатам што е можно повеќе автори од нашата сцена, да опфатам подолг период. Ние имаме наистина долги години постојала таа сцена и се надевам дека ќе постои се уште. Фатив период од 60-тите години па се до раните 2000-ти, да речам до времето кога јас бев дете. Така што некако се сведовме на да направиме некој сублимат на повеќе композитори да опфатиме. Се разбира, многу недостасуваат и се надевам дека овој албум ќе живее и ќе има простор да направиме и второ издание и така натаму и така натаму, така што се надевам дека ги погодив. Сигурна сум. Имаш омилени песни? Не би можел да кажам дека имам омилени. Мене навистина сите ми се омилени. Знам дека ова можеби звучи клише разговор, меѓутоа навистина сите ми се омилени. Јас сум растен со сите тие песни, така да не можам да кажам дека имам една омилена. Вонвременски песни кои што секогаш убаво да се слушнат и знам дека ќе биде убаво да се чујат и на концертот на 13 мај. Уште еднаш ги потсетуваме нашите гледачи точно во 20 часот во малата сала на Филхармонија. Ги поканувам уште еднаш сите, ти благодарам за денешното гостување. Посакувам уште многу успешни концерти и да се видиме на 13 мај. Благодарам многу, ми беше чест. Исто. Продолжуваме понатаму со утрински печат, останете со нас.